Европскиот суд за човекови права во Страсбур отвори постапка по жалбата на поранешната министерка Гордана Јанкуловска за случајот Тенк, односно набавката на блиндираниот Мерцедес од 600.000 евра. Судот ќе оценува дали постојат сериозни индиции за прекршување на правото на фер судење. Веста ја соопшти поранешната министерка за внатрешни работи на социјалните мрежи. Напиша дека иако поминале 5 години од жалбата до Страсбур, а таа издржала неправедна драконска казна и штетата која ја претрпела не може да се надомести, ова за неа е мала лична сатисфакција. Може би конечно, оние со 2% доверба ќе ја примат пораката дека не смеат да слугуваат на ничии интереси и агенди, затоа што граѓаните ги плаќаат да ги штитат, а не да ги кршат нивните права. Госпоѓата која денес е на столбот на срамот, а која за своите злодела беше од страна на претходната власт дебело наградена со висока функција, е пример дека судиската тога не е панцир што штити од општествен прекор. Се надевам дека конечно ќе има одговорност за сите сторени зла, но иако тоа не се случи, немам дилема дека никој не може да му избега на судот на историјата. Еден од клучните сегменти што го интересира судот е користењето на прислушуваните разговори како докази од обвинителството. Дополнително судот ќе го анализира и влијанието на судиката Добрила Кацарска, дали нејзини претходни јавни изјави можеле да создадат впечаток на предвремено определување за вината на Јанкуловска. Премиерот Мицкоски со остра реакција вели: "Мораме да се срамиме и црвенееме пред Страсбур од оние малкумина кои го контаминираат судството и обвинителството." Тоа се овие суди кои што мала им е платата, сакаат двојно, тројно поголема. Партиски октроирани и заробени од страна на претходната влада. Малкумина се, ќе повторам, конкретно овој случај, видете кој го водеше, тоа е случајот Тенк, и видете каде се наоѓа тој судија денес. И не престанува тој судија. Сега ги атакува пензионерите за линеарното зголемување на пензиите. Сака тоа право да им го одземе. Јанкуловска беше осудена на 4 години затвор за предметот Тенк што го отвори тогашното специјално јавно обвинителство. Судот ја прогласи за виновна за злоупотреба на службена должност и овластувања. Според обвинението, таа му помогнала на тогашниот премиер Никола Груевски со пари на полицијата на наместен тендер да си купи Мерцедес од 600.000 евра за лична употреба, за кога нема да биде пред новинарите и граѓаните. Екс-министерката беше ослободена од затвор во ноември 2023 година, една година пред истекот на затворската казна.